Еве, тука сме само да најавиме уште една содржина во рамки на утринската, предизвиците во наставата по македонски јазик во дигиталната ера. Нашата почитувана Татјана Алексич утрово на лице место со нашата Марија Коцева, некаде, како што кажав, кон крајот на денешното издание. Марија, добро утро, штенаш голем поздрав да упатиш до нашата Татјана. Добро утро повторно, Марко. Токму така нашата последна тема на лице место е предизвиците во наставата по македонски јазик во дигиталната ера. Имено во ова вклучување на лице место ќе напоменаме како всушност интернетот и социјалните мрежи, социјалните медиуми влијаат во самата граматика и начинот на изразување кај помладите, односно поновите генерации. Во продолжение многу повеќе слушаме од мојата денешна гостинка, професор Татјана Алексич. Те посакаме добро утро. Добро утро. Што е најпредизвикувачки и колку е предизвикувачки всушност да се биде професор на генерации кои што се повеќе вниманието има насочено кон интернетот и мобилните телефони? Ние од минатиот век сме некако навивачи на природна интелигенција. Повеќе навиваме за природна интелигенција, меѓутоа навивачите не се во игра. Глобалниот систем, глобалниот свет е во игра и ние мораме се прилагодиме сакале или не. Информатичко-компјутерската технологија одамна веќе зема замав и оно што треба да направиме прво да ги научиме децата и како родители, како старатели, како наставници да ги вежбат сите оние нивоа на интелигенција, значи не само математичка, логичка интелигенција или вербална за комуникација, тука ете и просторно-визуелна и не знам ботаничка да го почитуваат, да почитуваат природата, интерперсонална, интроперсонална, емоционална интелигенција како врв на интелигенција, па и сексуална интелигенција, значи сето тоа, сите тие нивоа треба да се развиваат во текот на животниот век од најмалата возраст, за да може оној процент на искористен ум, што е мудрост, мудро да ги заштити од компјутерската технологија, затоа што ние неподготвени влеговме без медиумска писменост, како што влеговме неподготвени до демократија, па мислиме дека може да навредиш секого, дека тоа е, нели, дека си безлакно на јазик, дека си искрен, нели, она што сите сме сведоци порано кога не постоја компјутерските помагала, не знаеш нели на кого ќе налеташ на улица да те навреди, а сега само што ќе се отвориш ти се веќе бомбардиран од сите страни со непријатности. И сега вештачката интелигенција има свој бенефит, значи да се разбереме дека никако не сме против тоа и ние наставниците почуваме да ја користиме, но тоа треба да биде корист, значи ние да ја користиме. Сепак е 1-0 за нас, затоа што таа емоција која ме даваме во наставниот, во образовниот процес, не може вештачката интелигенција да им даде на нашите деца, но треба да знаат правилно да ја користат. Она што мене лично, во зборам за себе, ме плаши што некако ги изфрлија книгите од рака, што се вели, затоа што многу полесно им е да исурфат и да најдат, пишуваат песни, пишуваат театарски представи, пишуваат есеи, се можете да докторирате, да магистрирате со вештачка интелигенција, но оно што ќе остане во комуникацијата и оние, нели, моменти кога нема некој да ти напише нешто на готово, туку ќе треба во живо да кажеш нешто и тогаш се гледа расчекорот од напишаното преку вештачка интелигенција или оно што е знаење. Едно е информација, стекната информација уште побрзо се заборава, друго е знаење. Така што не да бидеме настроени непријателски, туку да ги подготвиме децата да знаат да разликуваат добро од лошо и да им биде сервилна вештачката интелигенција, не да им биде база. Затоа што ќе биде база, нема да може да зборуваат правилно, нема да може да пишуваат правилно, сето тоа ќе биде некако запоставено, што за жал не се веќе го препознаваме во пракса. Како да ги подготвиме учениците? Како вештачката интелигенција да стане повеќе сојузник отколку да биде штета? Многу задоцнивме, не требаше многу порано, еве сега во учебниците по македонски јазик веќе има наставна тема медиумска писменост, што е одлично, но треба многу порано за тоа сепак да читаат книги, значи да не се подпираат на готова, на сервирана информација, туку сами да дојдат до таа информација. Кога сами ќе прочитаат нешто преку дебата, преку размена на информации, може да дојде до некој заклучок, а не тоа да биде сервирано.
затоа што сервирана информација е еден залак моментален од кој што не останува после тоа ништо. Ако не се учи полека, постепено, етапно, што велиме ние пешки, да ти остане како едно драгоцено ковчеже кој кај да го отвориш, каде да се најдеш во светот го имаш, ништо нема од таа вештачка интелигенција. Ќе остане само нека моментална илузија дека нешто знаат, ќе имаат илузија дека нешто знаат, дека се добро информирани, меѓутоа од информација до знаење има огромен чекор. Во колков процент, односно колкумина се оние кои што на некој начин таа вештачка интелигенција ја користат за себе, односно за подобро знаење, подобри информации, повеќе стекнато знаење, отколку да им биде на штета и се да им биде здраво за готово земено? Па не можам сега кажам за некој процент, меѓутоа има деца со кои што работиме и од кои што се гледа дека се користат само повремено, а не се подпира. Значи, ќе препознаете по еден есеј, веднаш се гледа кој користел вештачка интелигенција за да напише еден креативен текст и некој кој тоа го прави онака, како да кажам, може да го прави, значи нема некој што е, неколку пати велиме веќе нема оригинали. И самите писатели колку пати се повикувале на други писатели. Тоа што некој ќе цитира друг автор не значи дека се служи со готова информација, туку напротив, знае да го вметне тоа, да го инкорпорира во својот текст и тоа е за поздрав, значи да не биде се здраво за готово дека ако се повикуваат на цитати или не писатели, дека тоа е земено, превземено некаде, па нема своја оригиналност. Оригиналите одамна веќе исчезнаа, светот нема никако веќе оригинал, меѓутоа не требаме многу нели да се плашиме и да стравуваме затоа што не можеме да кажеме дека Никола Тесла е виновен ако некој го удри струја, ако не знае со струјата да се справува. Така што во добри раце, во добриот ум, во мудроста, се може да биде добро избалансирано и добро прифатено и применето. Пред самиот крај, според вас, кој е клучен фактор за учениците да го применат и да го негуваат на тој начин македонскиот јазик? Се чита. Книгите никако не треба да се исфрлат од репертоарот, од држање книга во раце. Колку повеќе се читаат книги, толку повеќе во децата може да се развие и писменост, значи кога читаат, тие се описменуваат, читаат правилен текст, го гледаат визуелно, интерпретираат после тоа и таа книга прочитана веќе има потребна вредност. Значи да читаат книги без милост да читаат книги, постојано да читаат книги, да не чекаат некој таа книга да им интерпретира, да им обработи, туку сами да ја анализираат, затоа што убавината во еден клас има кога имате, да речеме, 25 ученици и од тие 25 20 да ја прочитале книгата, тоа е убавина, затоа што сите имаат 20 различни интерпретации и перцепции за таа прочитана книга. Тоа е убавината на интелектуалниот капацитет на секој од нас, луѓето. Ви благодарам многу за сите информации што бевте дел од нашата утринска емисија. И јас благодарам. Благодарам уште еднаш. Се надевам сите информации повторно беа добредојдени, токму од теренот лице место. Ние се гледаме повторно утре со првото вклучување во 8 часот и 25 минути. Марија, ти благодариме. Уште еднаш убав голем поздрав да упатиш до нашата Татјана Алексич.